Сите пациенти што се лекуваат во македонските болници и во странство се стабилни, порача министерот за здравство, Арбен Таравари на денешната пресконференција. Според него се намалува бројот на критичните. Од критичните 20 вчера, денеска се 10, рече Таравари, кој додаде дека во македонските болници во моментот се третираат 72 пациенти, а 101 во странство. Во текот на вчерашниот ден, како што кажа, биле испишани тројца пациенти и пуштени на домашно лекување. Тој најави можност за испраќање на уште 10 пациенти во странство, но конечната одлука ќе биде донесена по консултации со колегите. На градските гробишта во Кочани, но и во Скопје, во Штип и во Облешево, денеска ќе бидат погребани загинатите од пожарот во дискотеката Пулс што се случи во неделата рано наутро. По тој повод неговото блаженство архиепископот Охридски и македонски господин Стефан и архиереите од Македонската православна црква, Охридска архиепископија повикаа за достоинствено и христијанско однесување. Апел за достоинствено однесување испрати и директорот на Центарот за управување со кризи, Стојанче Ангелов. Владата синоќа во соработка со Сдруженијето на новинари и со Синдикатот на новинарите изготвија безбедносен протокол за етичко известување од погребите. Министерството за внатрешни работи синоќа информираше дека е издадена забрана за снимање од воздух во 8 општини во Македонија. Порталите од Сдруженијето онлайн медија одлучија дека нема да ги снимаат и фотографираат испраќањата на загинатите во Кочанската трагедија. Српскиот председател Александар Вучик изрази загриженост поради неодамнешниот меморандум за соработка во областа на одбраната, подпишан меѓу Хрватска, Албанија и Косово. Тој изјави дека овој чекор представува прекршување на субрегионалниот договор од 1996 година и дека иницира трка во вооружување во регионот. Вучик ја истакна важноста на почитувањето на постојните договори за одржување на стабилноста на Балканот и изрази загриженост дека ваквите потези можат да ја нарушат безбедносната рамнотежа. Тој ги повика потписниците на меморандумот да ги преиспитаат своите одлуки во интерес на регионалниот мир. Србија ќе продолжи да ги следи случувањата и ќе работи со меѓународните партнери за да се спречат потенцијални тензии и да се зачува стабилноста на Балканот. Вучик нагласи дека дијалогот и соработката се клучни за решавање на сите отворени прашања во регионот. Председателот на Американските федерални резерви, Джером Пауел, изјави дека трговските политики на Доналд Трамп го успоруваат напредокот во намалувањето на инфлацијата. Откако Федералниот комитет за отворен пазар објави дека каматните стапки остануваат непроменети, Пауел нагласи дека царинските мерки создаваат значителна економска неизвестност. Според новите прогнози на Федералниот комитет за отворен пазар, инфлацијата се очекува да биде повисока од претходните проценки, а Пауел посочи дека царините се главен фактор за тоа. Тој додаде дека инфлацијата предизвикана од трговските политики може да го одложи на тамошниот економски напредок. Од доаѓањето на власт, Трамп воведе повеќе царински мерки, вклучувајќи 25% на увозот на челик и алуминиум. Иако претходно изјави дека американците ќе почувствуваат одредена болка од овие политики, тој смета дека на долг рок тие ќе донесат економска корист. Сепак, Пауел предупреди дека царините го намалуваат економскиот раст и ја зголемуваат инфлацијата. И покрај се, членовите на Федералниот комитет за отворен пазар предвидуваат 2 намалувања на каматните стапки во 2025 година. Сепак, Пауел предупреди дека неизвестноста предизвикана од царините може да влијае врз овие проекции, оставајќи економската состојба на САД под знак прашалник. Според истражување спроведено од германскиот портал T-Online, во кој учествувале околу 100.000 испитаници, 94% од германците изјавиле дека никогаш не би купиле автомобил од марката Тесла, додека само 3% би ја разгледале таа можност. Овој тренд се рефлектира и во продажбата на Тесла во Германија, каде што во февруари 2025 година е забележан пад од 76,3% во споредба со истиот период претходната година, со само 1429 новорегистрирани возила. Експертите сметаат дека политичките ставови на извршниот директор на Тесла, Илон Маск, вклучувајќи ја неговата поддршка за екстремно десничарската партија AFD, придонеле за овој пат на популарноста. Дополнително, некои германски компании, како што се енергетските фирми Веднова и Личплик, одлучиле да ги прекинат своите деловни односи со Тесла поради политичките активности на Маск.